but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular, original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. Приказната шпагети вестерн во Кичевско, од ранчот на Нора и стрелиштето Стратилат, продолжува да тече заедно со реката Студенчица. И бистра е како планината, медена како медот од Кичевско, а пикантна и лута од барутот на историјата. Неа со песна ни ја раскажува нашиот Билби, Владко Миладиновски, со кој го прелетавме овој зелен рај полн со авантури и изненадувања. Секој што сака кејф на душата и раскош за очите, може да биде само со малку, тука, во нашата земја, најбогат на свет. Затоа што овде и ветрот има мирис, водата вкус, а облакот облик, кога се на посебно место и се делат во добро друштво. Кичево има и душа и аура. Таа зрачи со ароми и мали волшебства, кои ве чекаат свечено со пролетен килим на гозба од убавини и приказни. Сега, рече, ајде ојме Јано в чаршијата. Ајде да видиме. Ајде ојме Јано, ајде ојме Јано, горниот порој. Ајде ојме Јано, горниот порој. Горниот порој, Јано, горниот порој, горниот порој, Јано в чаршијата. Горниот порој, Јано в чаршијата. Деги Јано мори бела Јано, деги Јано мори бела Јано. Оф, Јано, 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 деги бела Јано, Јано, Јано мори пуста Јано. Ево ова е училиштето каде што јас учев, се е изградено наоколу. Ова е новото, беше старото десно, па го турна, направија ново. Кажи сега ти кај е запозна твојата Јана. Да видиме. Мојата Јана, Кристина. Твојата Беше Јана, интересно кај си ја што се запозна? запознавме во Охрид. Случајно така се сретнавме со... На свирка? Па после веќе на свирка почнавме да се гледаме. Се познавав со нејзиниот зет за сестра. Застанавме во Охрид да се поздравиме и така се... Ти што викаш здраво, Владко, не вика те знам. Па не, на почеток не признаваше. И тоа после си легна... Што вика не слушаме народна музика. Да, нешто си ми е познато, ама не слушам. Тие финти женски. И после се уште продолживте? една информација, јас Ајде. овде живеам во оваа зграда во Кичево. Ево тука десно. Овие се војни згради. Татко ми работеше, сега е пензиониран во касарната. Тука сум пораснал. Тука си израснал, значи. Не, ние голем град, можеме вака лесно да го раскажеме. Еве Како? лево ни е натрешни и полицијата едно МВР. друго. Кажи ми, Кичево како град, каков е? Летно време е поубав, зимно време, кога има најмногу туристи, јас знам дека е град на гастарбајтери. Печалбари. Да, На има печалбари. доста печалбари. На летото
Летови е журка, верно. Август месец е многу гужвав, дори претерано. Значи генерално е така, по-мирен град, по-мал, нема многу гужва, нема многу жители, иако е така еден. Чаршија Да имате? кажам пријатен град, да, има чаршија, иако многу ротира средниот дел на градот, чаршијата е кај плоштадот, меѓутоа полека почна нагоре да се движат кафичите, нели кафичите го носат народот, така да се движи. Овој ни е булеварот, тој ни е така најфреквентен. Пак ќе кажам, не е можеби најмал град, меѓутоа не е нешто големо, онака средно пријатен. Али чисто град. морам да ти кажам. Вака убаво средено се делува. Да, не е Браво. коректен. браво. Коректен. Сега. Има и многу и полоши, има и многу и поголеми и побави. Мислам дека Ама сите си ги не е сакам. коректно. Тука ни е гимназијата Мирко Милевски. По таа улица, овде ще слегуваме надолу по булеварот. Ќе дојдеме до судот и право ние, како што не движи булеварот, завршуваме на плоштадот. Сега на плоштадот да те сокријам некако да не почнеш да се поздравуваш. Ќе ни трае 2 дена емисија. Па знаеш, во мал град Сите те знаат. без разлика познат непознат, скоро секој со секого се знае или се познава или чул или видел некој за некого, така да не мора да си популарен за во Кичево за да Сам така е редот, не е голема бројка, повеќето се познаваме. Што има право низ Кичево? горе ни е таа Китино кале, кое што Добро. е една од најстарите локации. Меѓутоа сега е нешто реновиран, проширен, така разубавено. Тука право ни е плоштадот. Негде ќе се испаркираме, па може тука малце да Да се пуштиме прошетаме. чекор пешки, Ете така. да го видиме срцето на Кичево. Кичево на кичевски како го викате? Кичево, Кичево? Кичево. А тие форите кичо што вика? Кича, ете мислам има. дека повеќе се не се измислени во секој случај, меѓутоа се ете паркинг место. Повеќе во Гостивар за Кичево викаат Кича. Кича. Да, еве тука и уште една црква, Свети Петар и Павле, таа е градска црква, која што важи за една од поголемите во државава и една од поубавите, Свети Петар и Павле. Китино кале или ридот на Кита, една од многуте сестри на крале Марко. Најхрабрата, втората, е наречено по дворецот во кој живеела како што велат кралицата на Кичаа. Кичево во ова време го викале и Китин град. За Марко и Кита има многу легенди. Замислете, во една од нив Кита со потежок камен и секогаш подалеку го надфрлувала брата си. Денес, кичевчани овде од панорамата во 360 степени над градот се надаваат со легендите за Кита и кнежино, кое исто било наречено по неа. За иконата од манастирот, која што прелетувала од кнежинскиот кон пречиста, за боздоганот на Марко Крале, кој честопати играл против сабијата на Муса Кеседжија, од кој себе си, но и народот и калето го бранела и самата Кита. Уште од тогаш, кичевчани имале идол за храброст и непокор. Ако се осврнеме на научните сведоштва, Китино кале е археолошки локалитет. Тврдината во облик, во кој постоела до пред помалку од 150 години, датира од Стариот Рим. Податоци за Кичево, како Кичавис, дава и византискиот император Василий II. Тогаш, градот бил значаен воено-административен и трговски центар на Самуиловото царство. 21. век на Китино кале му донесе нова приказна. Таа е хортикултурна и модерна. Се надоврзала на приказните со најубавиот поглед врз нив,
распуштени од темето и косата на градот, кон неговата урбана постела. Не се трезнам совке мори цели денови, либе што ме запусти. Пукна. Значи, еве сме сега на площадот во Кичево. Имаме туристички водич. Владко ќе ни покаже на кај да идеме, на лево, на десно, на право. Кај да движиме? Домакине. Види, добро е во Кичево што се е блиску, можеме секаде да Пешки стигнеме. до дома. Пешки до дома во секој случај. Да, бе, баш сме овде на центарот на площадот. Натаму е чаршијата и пазарот уште погоре. Ова е музеот на Кичево. Нагоре е Китино Кале, што го спомнавме. Нагоре е булеварот по кој што се движевме, по кој што стегувавме. Порано ова беше тежиштето на Кичево, средишен дел. Овде се случуваат доста концерти, настани музички на овој дел, на таа бина, Колку фестивали. концерти си имал во Кичево до сега? Па во Кичево малце жалосно, малце, како да кажам, не сме организирале концерти. Ме настапувале на фолклорни друштва на... Од твој град си немал концерт? Па може би и никој немал. Од... Некако тоа на е толку лоша навика. познати кичевчани да немаат концерт Да, во тоа е. родниот крај е... Ама да, има да се планови. подразмислиш. Има планови за тоа, секако Супер. дека може би генерално во Македонија слабо концертираме, се одиме за концерти по преку границата или преку океанот, уште е подалеку. Меѓутоа мислам дека секако дека ќе има, ќе се случи концерт во Кичево. Кај ти Мислам беше дека првиот заслужува. Се сеќаваш? Тоа е во другиот дом на Арема, таму нели онај патронат училишен, таму настапив. Второ деление мислам дека бев и истата година настапив со татко ми ме однесе во Долнин и Прилепско. Тоа е и фестивал Пеце Атанасовски. Да. Така да тие беа мои почетоци како детенце. И тоа после официјален настап на 16 години во Тетово на Тетовскиот, тогаш беше Тетовски фолк фест. Подоцна беше Лешочки. А настапи како настапи во Кичево? Па ти кажам, сите тука сме локали? почнали за ресторанчиња и така натаму, така да тоа е еден многу поголем факултет од Како секој не? друг, кој што нели најприродно е да го почнеш дома. Така да сите ние што се занимаваме со пеење, со музика од Кичево сме поминале по тие ресторани, ресторанчиња, хотели, нови години и така натаму. Колку се е градот што променет од кога си почнал до сега, во сегашно време? Во овие 15 на 20 години. Па се променува, некои работи одат на подобро, некои на полошо. Генерално тоа што останува е што во Кичево живее многу музикален народ. Ја чувствуваат музиката, што не е случај за некои други градови. Меѓутоа во Кичево има многу музикален народ и покрај што ја условно кажано разбираат музиката, ја сакаат, многу ја сакаат, особено македонската музика. Е еден од ретките градови што издржа во континуитет во тој дел. Браво, браво. Еве трајче стигнавме и до црквата Свети Петар и Павле, каде што најмногу верници се збираат за престојниот празник што помина Великден. Тука се случуваат многу крштевки и со така венчавки, како што кажав, една од убавите цркви во Македонија. Со убав двор, Убаво средено. убаво средено, како што прилега на црква. Така си е.
ова е најубава музика. Ако ще се пушта црковно пење. Ти спомнав, овде е патот, еве ќе се качиме за манастирот Света Пречиста. Стам дека е едно од, па да не речеме најпопуларно место за Кичево. Еден преубав комплекс, преубав манастир, каде што јас се венчавам, мојот брат се венчаваше, еве што спомнавме венчавки, кумовите се ги поздравам, беа активни периодот и особено малите кумчиња, Антони и Јоана, кои што беа ангажирани да бараат име за бебчето, за Андреја, така да е поздрав голем до нив. Горе води патот, ќе одиме до горе, ќе снимите сите убавини природни. Таман сега ќе ми раскажеш и свадба како изгледа на музичар. Може. Пееше на твојата свадба, сигурно си. Па малку мора да почешам на Малку, пола крај. сат. Програма. Од прилика, да. Можеме тука. Да не дојде од свирка и ти директно на свадба. Од Не, свадба на се- свадба да не дојде. И јас, за да избегам тоа, правев во октомври, малку избегавме од гужвата. За да можам да си приуштам барем не дека спиев ноќта претходно, меѓутоа пак да не е со патување со. Што викаш, да се провеселиш на твоја свадба, доста се веселиш Да. на другите. Претпоставам збориш за Јордан, тој патуваше. Да. Се најдовме баш дента пред неговата свадба, се сретнавме на пат. Аха. Тој патуваше негде на свадба ше па едно, утре дента му беше неговата свадба, јас пеев на неговата свадба. Но со Јордан добри пријатели, почитувачи еден на друг пред се. Ме провали. Пратам, јас се спремам, Ме провали. се спремам. Високо во коријата на планината Цоцан, над Кичевскиот крај бдее Пречиста, манастирот посветен на Пресвета Богородица, попозната како Кичевска. Ова духовно кандилце ги грее душите на верниците, влевајќи им вера, љубов и надеж и им го осветлува животниот пат. Оваа мајка и светица има крило за сите, затоа нејзиниот храм е духовен центар на Кичево и регионот и едно од најубавите светилишта на нашата библиска земја. Манастирот е изграден во 1316 година, но во 1558 сараценските одреди во служба на тогашниот султан го горат до темел. Монасите успеале да се спасат преку подземни тунели. Во меѓувреме била подигната и изгорена уште една црква, а сегашната е од 1850 година. На новиот величенствен храм работеле мјачките мајстори од тајфата на Дичо Зограф. Фрескописот во внатрешноста е врвен дострел на црковното сликарство, но еден негов дел не е фрескописан. Тој служи за некрстените христијански верници, а во него е дозволено да се молат и муслимани. Затоа овој храм е голем, прима различни вери под една стреја. За неговото настанување има интересна легенда која Пречиста ја поврзува со кнежинскиот манастир. Самиот Бог го одредил местото на новиот манастирски комплекс, чија локација жителите ја означиле со икона оставена да преноќи, но утредента исчезнала. Ја нашле крај еден извор и ја вратиле на старото место. Исчезнувањето се повторувало, иконата во огнен пламен прелетувала и доаѓала на изворот. Верниците го разбрале Божиот знак и манастирот го изградиле над изворот од кој денеска блика света вода во манастирската црква, сребрена како иконата посветена на Богородица во малиот олтар под кој верниците се протнуваат за здравје и среќа. За време на илинденскиот период,
Манастирот служел како прибежиште на локалните чети, а овдешните свештеници се вложиле во ширењето на идеолошкиот дух за слободна Македонија. Првиот македонски архиепископ на возобновената древна Охридска архиепископија, господин Доситеј, монашката одежда е облекол токму во манастирските келии на Света Богородица Пречиста. Прирасната на големата е малата манастирска црква посветена на Свети Отец Никола. Денес Пречиста е женски манастир во кој се чествува Мала Богородица. Вечерта на 20 септември Цоцан е осветлен од цвеќите на верниците, собрани и сплотени на нејзиниот празник. Светоле како звездата Деница, во чиј облик е и самата купола, звезда меѓу земјата и небесата. Есен тажна, љубов лажна, ти ми подари. Срце стега, а ти бегаш, сам ме остави. Немам сила, моја мила, да те задржам. Така речи, многу сгреши, дал ке издржам. Кој ти мрзи, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Кој ти мрзи, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. А пак дождо лие, многу тешко ми е. Покрај брегот сам се шетам, барем да те сретнам. Безмерно те љубам, мила, како некогаш. Моите мисли вечно ти си, знај за секогаш. Кој ти мрси, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Кој ти мрси, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Значи вредеше шетањето, еј. Да, се Денеска изморив. цел ден горе, доле, сега уживанција и за очи, а Бога ми ќе види и за душа и за стомак. Па се изнамачивме. Мислам дека е на најубавото место да заокружиме ова Ова приказ. место, ова е Атва Kitchen and Bar. Атва Residence, да. Како што кажавме, има преубав ресторан, исто така и хотел, салон за сала за свадби, со преубав двор, исто покрај реката Студенчица. Јадењата им се навистина специфични и превкусни, еве за со винци и ракија ни донесоа, има шеф салата, македонска салата, некоја комбинација од сирење. Овие ни се во фурна мини пастрмајли, одлично одат со за Овде има храна за мес. 2 дена да разговараме, уште 3 емисии да Точно, снимиме. да, навистина и е се преквалитетно и
и вреди да И се... сега имам еден проблем. А проблемот е следен. Јас сакав да се тагнам и се тагнам, сакав да го тагнам. Знаеш одма што ќе да. Го тагнав и ресторанот. Владко не можам да го најдам никаде. Еве го Владко. Еве го Владко во живо. Ајде, за убаво. Те нема на социјални мрежи. Па јас преферирам лично да комуницирам и ми е доста полесно и поинтимно и посигурно. Не, ти да кажеш зашто те нема на социјални мрежи. Вистинска да причина. Па делумно ме имам, нели има фан страна на Facebook која што ја Со многу лајкови. да. Благодарен сум на тоа. Мој близок другар, пријател и во крајен случај администратор, тој функционира со таа страна, комуницира и така натаму. Имам доста забелешки, нели, претпоставувам за Инстаграм сега би било наредно. Така е. Па ајде, ако има толку ниет, Чекај, ќе видиме осторима. на кај ќе води разговорот, Да, може да да го видиме. отвориме во сред да ја емисија. спиеме ракијава, па после другата. Да, може и Да не ти во... отвориме и онлайн. TikTok на крај. Да. Па не сум нешто љубител на тие мрежи, иако ги почитувам пред се, генерално се комуницира преку нив. Меѓутоа, како и во медиумите, така и во тоа, мислам дека се трудам да бидам достапен не премногу, а доволно. Илинче седи на телефон или не? Па како за мало дете не многу. Секое ручкање е со цртани, ритуал, па да се Мора. Да. Миру куќа. Да, ама само на тоа се заокружува, не во тој дел сме доста разбрани. Многу е убаво овде, искрено да ти кажам. Па навистина е убаво, мене ми е Средено. блиско и пешки си идам. Рипчиња имаме позади нас. Има и рипчиња. Рипчиња имаме и на маси, имаме крапче. Многу е Од блиско до салатата. патот за Охрид. Намерно го одбра место овде, кај ти е во комши. Да, да ми е Ти блиско пешки да не ќе си одам. отидеш, а ние после треба до Скопје да се возиме. Па мислам дека и вие ќе останете во хотелот, ќе го искусите. Навистина е на ниво. Ти фали ли свирењето? Музицирањето, да, Музицирањето, многу. да. Да, многу. Свирките. Контактот со публиката, со луѓето, движењето, функционирањето, секако дека фали. Иако на почетокот добре ни дојде, одморивме. Во секој случај, затоа што се повторуваме веќе, многу јако темпо имавме Си бил земено. си свирел овде на Како тоа не, си како? на свадба овде? во Во Атва? Кичево, ако не... Во Атва, да? Да, и во Атва, иако е релативно нов ресторанот и салата за свадби. Доста квалитетни свадби, пред се големи свадби. Навистина мислам дека овој објект е нешто на кое што ние како кичевчани треба да... Не треба, него сме горди и блазе нас што ете што го имам. Ке споделиш ли со нас некоја анегдота од свадбите? Сигурно има. Значи, или од свадбите, или од настапите, од било каде, сигурно има некои догодовштини со тебе. Уф, па, Од каде да почнем? да, долга било приказната, иако јас искрено сепак свадбата како свадба е интимна работа и приватна работа на Од настапите, бе. на организаторот, не би ширел такви моменти, од настапите ме фати нестремен, немам некоја така интересна. Мора да има ова нешто на толку настапи, толку концерти. Да, секако дека имам, а јас кога сум инспириран од некоја случка, па ми текнува да прераскажам. Сега во моментов само можам да ве, не знам, да ве излажам на смислам. Ќе оставиме за За понатаму, да испиеме барем по една ракија да ни текне, да ни тргне малку. еве бакшиш, еве, ајде јас ќе ти испровоцирам. Бакшиш кога си добил најголем. Бакшите, може би тоа им е најинтересно, онака. Нормално. Ајде се да не бидам толку крут. Реално се дека во Австралија се добиваат најголемите бакшиши, еве ние еднаш имавме вкупниот бакшиш беше околу $12,000. Што би Така рекле, да. наши ме вреќа пари, со вреќа пари. Па имаше и ситни, така да имаше доста обемно. Во Кичево се доста свадбите, еве и Томче знае, сопственикот на Атва, дека се доста дарежливи луѓето, сите колеги што музицирале, нели, групи од други градови што свиреле во Кичево по свадби, сите го имаат тој заклучок дека има доста бакшиш пари, луѓето кажав и претходно дека ја сакаат музиката.
И уште една забелешка, забележуваат сите дека има многу убави жени и девојки во Кичево и јас го потврдувам тоа навистина. Може би до сојот има доста убав сој. Ете зашто немаш Facebook. Па не. Сепак сум јас во друга ситуација, така да. Добро, интересно е бидејќи сепак пејачите се јавни личности и обично сите комуницираат преку тие социјални мрежи со своите фанови. Ретки се луѓето кои што немаат социјални мрежи. Ја почитам твојата филозофија. Пробам да те најдам, затоа ми беше чудно. Точно, да. Пробам како да го такнам, каде да го најдам човекот. Сега ако немаш Facebook, као да немаш лична карта излезе работа. Па да, јас не пак ќе кажам не сум противник. Меѓутоа сакам редуцирано да бидам присутен. Ќе да свириме ли некоја песничка? Па јас мислам да ја завршиме Салатава и ракијава и да се наместиме да си отсвириме некоја песничка. Јас сакам сиренцето да го пробам, знам дека Ѓорѓиеви се селат и во Кичево и цела Македонија полека со нивните квалитетни млечни производи. Гостинот има предност. Сакам да пробам уште еднаш да видиме какви се вкусни производи има. Јас од македонската Ти од салата ќе си македонската зем. салата. Некако ме влече така. Ова ми е интересно овде да видиме што е. Малку е лошо тука што се е интересно. Се е И интересно. додека си пробуваш, ти премногу си изел, меѓутоа стварно е квалитетно. Нема, ние сме фит, нема никаков проблем. и- Денеска доволно прошетавме, така што имаме каде да внесеме калории. Да, и потрошивме доста. Ајде, на здравје за Ајде, ovo. на здравје. Добро дојавте во Кичево и во Атва Резиденс. Ова е магија. Не се трезнам совке мори цели денови, либе што ме запусти. Празни чаши, празна душа, бројам спомени, либе не преболени. Нема пролецовке без тебе, нема сонце да ме огре. Сакам да го вратам времето и тебе сонце мое убаво, и тебе сонце мое убаво. Може уште една строфа? За не иде една песна. Една како ни една, така вика. Може уште една? Така викаат по совет, уште една и готово. За овој блок. Уште една и готово. Ама од песни ние сме ненаситни. Ајде сега по твој избор една песна. Па мојот избор јас секогаш го правам на тоа што сакаат другите. Ти знам која уште една која ти беше омилена. Така да може и таа да отсвириме. Може? Ајде да видиме. Излегов горе на Осогово, отам се гледа Пирин планина, Пирин планина и Кресненско поле, и силно провикнав до Пирин планина. Еј, Пирине, македонски лиси, кажи да се знае, душман да затрае. Еј, Пирине, македонски лиси, кажи да се знае, душман да затрае. Па се искачи на Кожов планина, отам се гледа Солунско поле, Солунско поле,
и солуна града, и силно провикнав до солуна града. Еј, Солуне, македонски лиси, кажи да се знае, душман да затрае. Еј, Солуне, македонски лиси, кажи да се знае, душман да затрае. Не понесе, ти кажа? Не иде муавета, ти Да, се си е таман. Ајде, на здравје уште една со македонска песна и со македонска ракиичка. Ајде, на здравје. А за Филип? љубов. Филип, сега ќе го послушиме и тој додека свири не пие. Кога пие не свири. Ќе го послушиме сега. На здравје. Како реагираат македонците кои ќе ги запише овие песни пред мене? Кај нас се ги обзема патриотски дух, но сигурно реагираат поинаку кога ќе идеш надвор. Па секаде реагираат затоа што таа љубов е многу голема и треба да биде голема. Нели носталгијата е поголема и љубовта ја прави уште поголема кон својата земја, кон зборимете тие што се оцелиле од тука, а се уште се македонци и секогаш ќе бидат македонци, така да тоа е една друга димензија како тие ги доживуваат нашите песни, особено патриотските. Меѓутоа мислам дека и кај нас владее патриотизам, има луѓе што ја сакаат и музиката и патриотските песни. На Google и на YouTube отварам за тебе чисто да дзирнам. И конкретно за оваа песна имаше многу интересни видеа како нашите уживаат, играат, ја слават песната и со која страст ја пеат. Претпоставам збориш за настапот во близина на Солун, да. Тоа беше и за мене изненадувачки, колку млади, многу луѓе. Особено тоа е интересно што голем број на млади, се помлади ги пеат овие песни, што е за поздравување и мене лично и верувам и на тебе ти причинува огромна радост. Апсолутно ги знаеа песните од збор до збор. Гледам дека си ја не можат да не ја сакаат земјата, коренот од каде што потекнуваат, иако ситуацијата е таква каква што е. Меѓутоа тие секогаш ќе бидат македонци и не може никој да им забрани да си ја сакаат својата земја. И како е на граница? На граница. Јако. Да, па влегов, одев 2 дена порано на преминот во Гевгелија, излегував на преминот од Битола, малце беше така востанички. Меѓутоа, фалам на Господ, поминавме без проблем, иако беше цело време така тензично под стрес. Потоа го имаше дури и во грчкиот парламент. Не знам. После тоа, да, најавува како еве македонците се забавуваат, што прават дефинитивно во негативен контекст. Меѓутоа, тој дел е Егејска Македонија, таму си живеат македонци, не може тие да бидат ништо друго. Така да, тој настап и тие моменти ќе ги памтам вечно. Ете, значи, може нема анегдоти, но затоа има супер моменти кои што верувам дека ќе помине ова чудо корона. Секако дека ќе помине и дека ќе се вратиме по стариот Интересно пат. беше дали има тоа народната песна Туѓината пуста да стане, сега короната пуста да стане песна. Па добро, тоа е сепак сериозна работа, сериозен проблем. Навистина имаше многу луѓе си што пропатија од тој момент. Навистина жално, меѓутоа животот продолжува понатаму и се надевам дека побрзо ќе заврши за да можеме да продолжиме. Цел ден шараме лево десно. Еве малку од музика ќе прошараме на гастрономија. Готвиш по дом? Единствено готвам секој ден за моето куче, Шарко. Ако тоа се може да се смета во готвење. Инаку Не? воопшто не, воопшто. Во каква храна? Не сум многу горд на тоа, ама едноставно не готвам се. Само можеме да лажам дека нешто готвам. Не. Во секаква храна, јас сум гурман, сакам свинско и телешко, риба обожавам. Морска храна кај нас толку не
не е застапена, иако сум имал прилика на некои патувања да искусам, ми се допаѓа. На ваква убава река и море и не ти треба да ти кажам. Видете, овде се е убаво и пиперки песини да јадеме на ваква локација, овде вака е навистина. И најакото е што ова е предјадење. А можам да замислам главното јадење како ќе биде. Сериозен проблем ќе имам. Веќе добро се познаваме. Најдобар мирис, вкус и нова фантастична наградна игра на Елит Кафе. 60 велосипеди, 10 фрижидери, по 30 телевизори, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Провери дали твојата кесичка е добитна и на здравје кафе со Елит Кафе. Милениумска традиција. Скопско виногорје. Стигна јагненцат. Гледаш, ти го фалев, сега ќе го пробаш. Да, го испофали, сега вака изгледа многу убаво. Па јас ми е првично и најомилено јадење во последниот период. Сега е ова релативно новост во ресторанот. Јагнешкото го има достапно име во секое време, навистина е превкусно. И јас би живеел далеко од градот. Да сум на твое место, ако имам вака ресторани околу мене. Да, не е лаш. Еве, со убаво винце, ќе мислам дека Може да наздравиме со виното на Сковин. здравје, да. Нешто ми спомна за рибата, не те разбрав пријаска. Да, интересно е што крапот се лови тука. Дори можеш да си одбереш тој го сакам и да го приготвува. Тоа е интересно. Свеж крап. Сакам ова, сакам тоа, нема никаков проблем. Сите навистина Храната им е превкусна, морам да угодуваат. ти признам, секоја чест за Атва Резиденс, одлична е храната. Сиренцето искрено најмногу ми се допадна, салатата перфектна, македонската Мислам супер. дека јагнешкото ќе те купи Сега на крај. јагнешкото ќе видиме на крај. Мислам дека ќе те купи. Пред да го превршиме разговорот, кои се твоите следни планови? Што? Знам дека подготвуваш песни, знам дека ќе подготвуваш спотои, но еве чисто да знаеме Владко што планира во наредните неколку месеци. Па пред се не очекуваат сите тие настапи кои што веќе толку време се одлагаат. Ја објавив песната Нова Виена Лоза, која што верувам дека во вашата емисија ќе помине барем на кратко, може луѓето да ја пребарат и да ја слушнат. Нема верувам, сигурно ќе оде. Се надевам. Јас се надевам. Уште една нова песна е готова. Турнеите треба да ги договориме, нели сето тоа одлагање трпи. И продолжуваме секако со нови песни, со нови настапи. Музиката е нашиот живот. Ние живееме и од музиката и за музиката, така да сигурен сум дека и така ќе продолжи. Само ти кажам да бидеш подготвен, бидејќи треба почесто да идам на кај Охрид, дека ќе ти доаѓам овде во комши. Портите беа големи, ги виде се ширум отворени во секој Чорбаџиска време. куќа големи. Па не, чорбаџиска, ама Но, срцето супер. отворено во секој време. Јас оваа емисија нема да одјава, ќе одјави Владко.
А да ти се заблагодарам уште еднаш за гостувањето во Мастрав Муавет, Филип, и на тебе да ти се заблагодарам за прекрасниот звук на канонот. Канон. Значи, буквално автентично доживување за сите нас. А на Владко ќе оставам да ја одјави оваа емисија со едно од твоите најубави песни. Јас вас ви се заблагодарувам за вашето гостување. Ние бе менели домаќини. Ќе ви посакам да продолжите пред се со намерата да ги промовирате сите убавини во Македонија кои што ги има во изобилие. Ви стискам палци, продолжете така. Сега да нека биде повеќе на песна, уште еден краток референ, мислам дека ако не ја испееме ќе ни замерат многу. Може интонација само демо. Тука сме ние вечни векови, во убав еге беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солуноро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Македонски песни гордо пееме.